Секогаш е интересно да се читаат интервјуата на премиерот, бидејќи неговите интервјуа се од една страна лични, од друга страна се безлични, бидејќи во принцип тој ги прави интервјуата врз основа на сите оние, да кажем, истражувања на јавно мислење што ги прават и потоа низ интервјуата се обидува да адресира разни прашања кои што излегле како проблем во оние истражувања што ги прават, бидејќи тој во принцип не седнува да прави интервју со некој кој што ќе го конфронтира на темите. Тој прави така наречени PR интервјуа, значи прави интервју кој само он праќа пораки за теми кои тој ги бира, со пораки кои тој сака да ги испрати, избегнувајќи секаква сериозна дебата за прашања кои што можеби би биле понезгодни. Слично и со ова интервју. Кога ќе го видите интервјуто, ќе видите дека во него се обидува да представи една атмосфера победничка, дека практично кризата е зад нас, тој преживеал. Прво, од 20 и нешто прашања кои ќе го погледате интервјуто, ќе видите дека 5 прашања се однесуваат на проектот Скопје 2014. Тоа е јасно дека таа тема им тежи. Јасно се покажува во тоа што тие го следат дека таа тема продуцира големо незадоволство кај народот со право. Се слупаа 700 милиони евра до сега на глупости за кои што може да се направат многу други покорисни работи за Македонија и тие негативниот третман на таа тема, одиумот во јавноста, протестите ги гледаат и сега овој се обидува да ги релативизира, да каже дека е тоа проект за идни генерации, дека тоа на крајот сега изгледа скапо, ама дека ќе дојде време кога тој ќе се памти по тој проект. Да, може и ќе дојде такво време, ама ние нема да бидеме тогаш и овие генерации кои знае кај ќе бидат, а кои знае кај ќе биде и Македонија на овој начин на кој што тој ја третира нејзината социоекономска ситуација. Во интервјуто потоа се обидува да се конфронтира со опозицијата, да ја омаловажи на секој начин, се разбира. Ако не се лажам, прв пат повикува на дуел со неговиот принципиелен опонент, со господинот Заев. И сега пазите, тој е човекот кој 10 години не излезе на дуел. Тој е човекот кој 10 години избегнува конфронтација, дури и со новинари, а не со политички противници. Можете да замислите каков проблем има тој, штом сега се нафатил тој да повикува на дуел. И тоа ви говори само по себе на еден посреден начин дека него ситуацијата не му е ни малку розова. Во еден дел од интервјуто премиерот вели дека Ван Хаут е дебело платен за ништо, а од друга страна вели дека странците му се пријатели. Како го коментирате? Премиерот Груевски има проблем со странците, бидејќи има проблем со стандардите. Неговиот проблем е што странците се тука за да внимаваат на некакви усвоени стандарди во нормални, демократски, правни држави. Бидејќи премиерот Груевски направи од Македонија ненормална, недемократска, неправна држава, јасно е дека има проблем со сите странци кои што заговараат почитување на тие принципи. Груевски и неговата пропагандна машинерија, а и целата државна машинерија, до сега има повеќе пати потврдено дека тие знаат да се конфронтираат и да им го направат на дипломатите непријатен животот. Значи, тоа се луѓе кои што знаат да влезат и во провокации, во притисоци и така натаму. И мислам дека тој сега се обидува и не само преку ова интервју, туку и низ тоа што го слушаме на други страни. Ван Хаут е под еден жесток напад во последните, да кажем, недели. Јасно е дека тоа што треба да произведат сите тие промени од Пржинскиот договор ним не им одговараат. Второ, се прави притисок да и овие пробиени рокови во договорот сепак на извесен начин се испочитуваат барем во некакви нормални закаснувања и тоа не им одговара, бидејќи Груевски сака ако може Пржинскиот договор да го залепи со изборите во април, да нема демократија пред тоа на кое што ќе можеме да се надеваме на некакви подемократски избори. И тоа е причината заради која што кај него се дигнати големите нервози кон Ван Хаут. Од друга страна, Ван Хаут покажа дека е човек кој знае што говори, кој има големо искуство за тоа што го прави и е прилично издржлив на тој тип на притисоци. И сега влегува во една навистина валканги кампањи кои ги прават инаку према нас, према разноразни домашни критичари, значи да ги дезавуираат на приватен план, да кажат дека они зимаат пари, дека ништо не работат, да кажат дека се странски платеници кои работат за лошо и така натаму, тоа веќе што ние сме го навикнале. Не верувам дека ќе попушти странската меѓународната заедница, бидејќи сепак Груевски не е единствениот, да кажам, апсолутисти деспот со кој тие се расправаат. Тие и во моментов на разни точки во светот имаат и со малку поголеми деспоти од Груевски работа, така што мислам дека тргната е целата работа кон тоа овој деспот да се замине. На овој деспот тоа му е јасно и се обидува како мачките со ноктите да се задржи што повеќе, што подолго и што подцврсто за власта, бидејќи знае дека
првиот ден од кој ќе си замине од власта, неговата да кажем политичка кариера е, а може би и друга кариера, правна кариера ќе биде завршена. Има уште 3 дена до оставката на премиерот, што наведува нели Пржинскиот договор. Сметате ли дека тоа ќе се случи или повторно ќе се обидат да направат како што претходно правеа со министрите, односно да се оттргнат од тие работи со цел да се задржи премиерот подолго? Кога е ВМРО ДПМН и Груевски во прашање, тогаш мора да сметате на сите можни изненадувања и непочитување на рокови, договори, принципи. Така што немам прогноза да ви кажам дали ќе си отиде или нема да си отиде. Јас би очекувал да се обидат што повеќе да го одложат секое заминување, бидејќи тоа нив им е важен секој ден. Еден ден добиен е помалку ден за демократската обнова на Македонија. И секој ден што ќе го добијат, секоја недела што ќе ни ја земат од демократската обнова, им ги зголемува шансите на некакви избори доколку се одржат во април. Затоа што јас мислам дека се создадени сериозни услови да тие избори се одложат за следната есен.